Државата тоне во рецесија, над 55.000 граѓани се отпуштени од работа и ги загубија своите работни места како резултат на корона пандемијата и економската криза, а директорот на Фондот за иновации си остварува детски соништа за 200.000 евра само за да биде актуелен и да се појавува на медиумите. Коста Петров, кој имено е подпредседател на СДСМ и директор на Фондот за иновации, склучил рамковен договор со две маркетинг агенции во вредност од 200.000 евра, само што дојде на функција. Малку му била една агенција, па склучил договор со уште една, само за да се снима интервјуа и спотчиња во Фондот за иновации. Замислете, 55.000 граѓани останаа без работа, стопанството и приватните компании не можат наред да стигнат од државна помош од фирмите блиски до СДСМ и функционерите на СДСМ, но затоа Коста Петров, како втор човек после Заев, се луксузира и си снима спотчиња интервјуа за над 200.000 евра, пари кои што се на граѓаните. Во ваква економска криза, ова е огромен скандал, кој го заслужува вниманието на јавноста и на институциите, секако на медиумите, бидејќи први го обелодени овој скандал. Затоа прашуваме, дали Коста Петров со овие 200.000 евра има намера да ги преплати овие две агенции и тие подоцна да работат партиски агенди или веќе можеби работеле, не знаеме, за СДСМ, или дали има намера преку овие две агенции да врши масовен подкуп со реклами на медиуми, што уште еднаш потенцираме дека е забрането законски, но и казниво со закон. Како и да е, кој да му е намерата на Коста Петров, Фондот за иновации се покажа како златна кокошка за функционерите на СДСМ и за владата на СДСМ да испумпуваат пари, наместо парите да завршуваат онаму каде што треба како поддршка на стопанството или поддршка за иноваторите. Чисто за споредба, со нешто повеќе од 200.000 евра се снима и режира нискобуџетен филм. Ова е начинот на кој СДСМ ги третира државните институции. Очигледно, ова беше намерата за влез во политиката на Коста Петров и ова беше намерата да стане директор на Фондот за иновации. Коста Петров, наместо да го поддржува стопанството и иноваторите, тој си ги поддржува детските соништа да биде присутен на телевизија, тоа многу скапо, за 200.000 евра. Очекуваме одговорност за ова недомаќинско работење, очекуваме веднаш институциите да го преземат и истражат случајот. Благодарам.